2020 година се ближи кон крајот, а се ближи кон крајот и тайм-аут емисијата за оваа година во едно од последните изданија. Гостин го имаме поранешниот македонски репрезентативец со преку 20 на настапи, со богата интернационална кариера во странство. Има играно и во најголемите клубови во Македонија, а моментално тренер на фудбалскиот клуб Тетекс. Со нас денес е Славчо Георгиевски Тупан. Славчо, најпрво ти благодарам за гостопримството што не прими во твојот дом за да ја снимиме оваа емисија. Добар ден, да ве поздравам вас и вашите гледачи на вашата емисија. Ви благодарам за поканата и кога веќе спомнавте, ви благодарите што ве покани во мојот дом. За мене мојот дом е и ваш дом, затоа што со самото моје доаѓање во Тетекс ми ги отворивте вратите, така да ова е еден наш заеднички дом и секогаш во секое време сте добродојдени. Во тайм-аут имаме обичај да гостуваат спортисти, поранешни, сегашни спортски работници, кои што на некој начин можеме да ги повржеме со Полошкиот регион и со Тетово. Те најави дека си сега тренер на фудбалскиот клуб Тетекс и токму затоа исполни услов за да бидеш гостин во тайм-аут. Емисијата ќе ја започнам со твојот прекар. Зошто Тупан? Па останато е од татко ми на времето кога настапува во поранешна Југо Кокта од Ѓорче Петров. При секое постигнување на гол и споделување на радоста, кај навивачите се качвал на еден од тие тапани и оттамо, со тие србизми што ги користиме, е настанат и прекарот Тупан. После тоа се пренесува на брат ми, сега на мене, а и го наследува и внук ми кој што е фудбалер во фудбалскиот клуб Работнички и тој го наследува, од колено на колено се предава тој надимак. Сега ти си од Девар Мало, почнуваш да играш фудбал во Вардар, ако не се лажам. Зошто така? Па не знам, обично дебармалци играат за Работнички, меѓутоа Вардар, како што кажав, и Тетекс се двата најголеми бренди според мене во Македонија и секако дека улогата на Дарко Панчев, еден од моите омилени фудбалери, си го прави своето. Имало малку недоразбирање дома, зошто не прво Работнички, дебармалци сме Работнички, но сепак ете таа љубов кон Вардар и таа традиција си го направила своето. Затоа се тие почетоци во Вардар и мислам дека е правиот избор и сум горд на тоа што бев член од фудбалскиот клуб Вардар и од неговата историја. Важиш за еден од играчите, еден од најдобрите играчи од средината на теренот која што ги дала Македонија. Прекина со активно играње на фудбал, меѓутоа дали ќе се согласиш со мене дека ако сега облечеш копачки, шорцеви и дрес и во оваа македонска лига, да не зборувам во лигата каде што игра Тетекс во втора лига, дека ќе бидеш ако не најдобар, веројатно еден од најдобрите везни фудбалери. Ви благодарам на убавите зборови, меѓутоа секој играч си носи своја кариера во свое време. Во наше време се играл еден фудбал, сега друг. Секогаш мислиме дека може, меѓутоа со знаењето, со искуството, да, можеме да парираме, меѓутоа има фудбалери кои што се физички подобри, има и кои што се и технички, тактички подобри, имаме одлични генерации, меѓутоа да се пробаме, сега ќе биде тешко, помладите генерации веќе се физички можам да кажам дека добри и гледате и младите селекции постигнуваат. Имаме добри фудбалери, меѓутоа треба уште да работиме за да го дигнеме нивото. А да сакам да играм, ми се игра, меѓутоа мислам дека се до свое време и до одредена возраст. Сега ќе се вратиме на твоите почетоци. На колку години започнуваш да тренираш фудбал? Кажавме во Вардар, кај кој тренер и зошто се одлучи токму фудбал? Имаш висина и за кошарка, и за одбојка, и за ракомет веројатно, меѓутоа зошто баш фудбал? Па почнувам на 8 годишна возраст во Вардар, самостално, кажувам самостално затоа што татко ми до 10-та, 11-та година не знаеше дека тренирам фудбал. Одбрав фудбал, иако е според висината може и кошарка, го одбрав затоа што некој поколение од татко ми сум го гледал, брат ми сум го гледал и мене ми било многу мило да го играм фудбалот. Знаете, порано ги немаше тие компјутери, ги немаше телефоните, единствена забава беше топката, без разлика дали е кошаркарска, фудбалска, одбојкарска. Секој ден бевме на улица, секој ден игравме, меѓутоа од сите тие топки најголем избор ми, најголемо задоволство ми причинуваше фудбалот. На 8 годишна возраст почнав без да знае татко ми и кај Методија Спасовски, тренер, еден од најголемите македонски фудбалери кои што играли за југословенска репрезентација, подоцна кај Кочо Димитровски, за кој што можам да кажам слободно дека ми е фудбалскиот татко, единствениот кој што на вистина во тешки моменти бил поред мене и сум му многу благодарен.
Беше навистина интересно затоа што кога почнав да играм, татко ми се сретнува со тренерот на еден од скопските пазари и тренерот му дава од нигде никаде почна да му раскажува дека има време, се уште мускулатурата не ми развиена, побавен сум, затоа не играм прва постава. Татко ми вика, збори за постариот или за помалиот? Вика за помалиот, бе како помалиот, вика не игра фудбал од каде, вика па не, вика тук Вардар, вика 2 години. И тогаш дојде нормално кога нема да кажеш дома у тоа време, се знаеше што се добива сега. Други се воспитни демерки, тогаш други се сега. Меѓутоа мислам дека не сум погрешил. Имав после тоа поддршка нормално, но пак ви кажувам, едни беа времињата, тогаш други беа сега. Тогаш бевме упорни, тогаш беше си играше фудбалот од задоволство, да научиш да напредуваш, а сега се други времиња и други приоритети во фудбалот. Да се присетиш на дел од фудбалерите со кои настапуваше во младинските категории од твојата генерација? Па, како што кажавте дека можеме уште да играме, потврда од таа генерација Боби Божиновски. Се уште еден од најдобрите играчи во македонската прва лига, се уште бележи бивши играч на Тетекс, Александар Баевски, Драган Начевски, Александар Васовски, Никола Ѓошевски, по старите генерации Пикси Веселиновски, Гошев, Захариевски, Оливира, Бог да го прости, еден од членовите Брага, Саше Тодоровски, значи сум играл со Коки Аврамовски, бивши играчи кои што оставиле голем печат, Зоки Јовановски, да не ги именувам. Меѓутоа, тоа беа едни класни фудбалери. Навистина е жал што немаме такви фудбалери во домашното првенство. Можам да кажам имаме во странство, меѓутоа е жал затоа што не оставиле длабок впечак во нашето првенство. Порано првенство беше многу поквалитетно, постабилни екипи, посилни, за разлика од сега каде што 2-3 екипи се издвојуваат со квалитетот, а другите нажалост каскаат и тие млади фудбалери многу порано заминуваат од државата. Да, веројатно и тоа е причината за падот на квалитетот на македонскиот фудбал и на македонските клубови. Младите таленти многу рано заминуваат, а морам да признам дека се носат сомнителни странци. Па јас немам ништо против странци, затоа што и ние, нели, бараме екзистенција надвор за да си направиме подобра кариера. Меѓутоа, жалосно е кога ќе се донесат во државата, како што кажавте, некои сомнителни странци кои што нема да го подигнат квалитетот. Јас мислам дека приоритетот треба се дава на домашни фудбалери, затоа што само тоа е патот на тие млади фудбалери и на развојот на македонскиот фудбал. Жалосно е во прва лига да имаш фудбалери кои што доаѓаат од странство, нели, се плаќаат одредени суми, а да не се инвестира во младите категории. Мислам дека имаме многу добри млади фудбалери и можеби треба да се промени малку првата и втората лига. Веќе во таа втора лига да има повеќе млади фудбалери, да е застапеност. Со самото тоа и клубовите ќе добиваат развој на млади фудбалери и нормално репрезентацијата ќе има бенефит од све тоа. Младинските категории ги поминуваш во Вардар комплетно. Дали може да се присетиш на дебито за сениорската екипа? Да, мислам дека беше против Пелистер на градски стадион. Како што кажав, почнав кај Мето Спасовски, се променија многу тренери, во тоа време се промени Ѓоре Јовановски беше и дојде Кочо Димитровски. И нема да ги заборам неговите зборови кога во младинските категории не играв, ми даде еден така совет, никогаш немој да се откажуваш. Еден ден кога ќе дојдам јас, ќе ти покажам и ќе докажам дека јас сум тој што верува во тебе, и така беше. Само што го назнача Кочо Димитровски, се смени со Ѓоре Јовановски. На првиот надпревар против Пелистер добив одма шанса, прва постава и мислам дека беше огромно задоволство затоа што на тој надпревар дебитирав со асистенција, Илчо Ѓоргиевски даде гол и беше навистина огромно задоволство да се игра и поред еден Шакири, поред Караджови, против Илчо Ѓоргиевски. Значи беше на најголемото дерби, да кажам, Вардар Пелистер, да дебитира, што е сон за секој фудбалер. Која година е тоа? 98 мислам дека е, да, победивме 2-0. Да. Дали, кажа, дебитираш на најголемото македонско дерби? Сигурно имало и многу публика, и многу тензија. Дали како млад фудбалер, значи тогаш имаш 18 години, имаше трема на тој надпревар? Како се чувствуваше на тој надпревар? Па нормално, таа трема е позитивна, меѓутоа е и трема затоа што да играш на еден таков надпревар. Во тоа време ви кажав, Тетекс, Вардар Пелистер се стоеше дербито, не спиев, искрено цела вечер не спиев. Тоа беше некоја позитивна трема, некое возбудување затоа што ќе играш на најголемото дерби, ќе играш прва постава, ќе играш за омилениот клуб во тоа време и немаше поголемо задоволство, меѓутоа и теретот е огромен, да излезеш пред 10.000 публика во тоа време, беше навистина задоволство, но мислам дека со Господ напред, како што викам секогаш, имав успешно дерби и успешен настап. Да. Сега малку за текот на сениорската кариера. Значи започнуваш во Вардар, каде те води патот, како течат годините?
Во Вардар одиграв цела сезона, потоа дојде до промена во стручниот штаб, дојде нови тренери, дојде Алексо Мацков, донесе искусни фудбалери во тоа време, мислам дека 6-7 фудбалери дојде од Слога Југо Магнат, разговаравме, останавме јас, Баевски, Гранчаров, Начевски и јас мислев дека по тоа време нема да играм прва постава, бев млад и сакав да настапувам. Солуција беше да се оди во друг клуб, јас избрав таа солуција и го избрав Ѓорче Петров, еден од клубовите кој што настапувал и татко ми и брат ми. И тамо беше, значи, правиот избор за мене затоа што постигнав 11 гола за една сезона, игравме млади фудбалери, беше од постарите Саша Тодоровски Рапта, беше Брага, Марио Петков, Владко Спасовски, Боби Милевски, Андоновски, сега што е селекторот на женска репрезентација на Америка, имавме еден добар состав и мислам беше правилниот избор затоа што ги одиграв сите надпревари, 11 голови, 10 асистенции, беше идеално за мене. Со самото тоа беше препорака веќе во наредната година да се вратам во Вардар. Стана шеф на стручен штаб Ѓоко Хаџиевски, нашиот најдобар, најуспешен тренер. И да не заборам, во Ѓорче Петров имав голема поддршка од бившиот селектор на млади категории, еден од најдобрите тренери за млади категории, Бажа Лазаревски. Тоа ми помогна многу да се вратам во Вардар. И после, знаете, во Вардар 2 шампионски титули, излеговме во Европа на 2 пати, направивме еден од најголемите успеси за Вардар во тоа време, и елиминиравме ЦСКА Москва, и на пат бевме да елиминираме и Спарта Прага, меѓутоа, знаете, во тие услови еден гол пресуди на домашен терен, немавме доволно среќа и од таму продолжува кариерата направив, да кажам, не некој трансфер, меѓутоа Вардар имаше свој побарувања, ако заминам во странство, беше солуција да заминам во Слого Југо Магнат, во домашно првенство бевме слободни, тоа беше грешка на Вардар. Направив еден месец трансфер во Слого Југо Магнат и од тука заминав во романскиот Клуш. Од тука почна веќе 11 години интернационална кариера. Од Клуш заминувам после тоа во Вихрен Сандански, кој што во тоа време беше хит во лигата, второпласирана екипа. После тоа доаѓа трансфер Славија Софија и од Славија Софија веќе го фаќаме патот на далечниот исток. Да, прв тим е Ханџоу Гринтаун, кој во тоа време беше во прва кинеска лига. Потоа се враќам повторно Софија, Славија Софија 6 месеци, па повторно заминувам една година во Улсан Хундај, еден од најорганизираните клубови и самиот подпредседател на ФИФА, беше газда на клубот на Улсан. Од тамо заминувам во Кипар, 6 месеци и после тоа веќе пред крај на кариерата, последните 6 години заминувам во Азербејџан 2 пати во 2 различни клуба, едниот е Нефчи, а вториот е Интер Баку. Сега, пред да одиме на интернационалната кариера, сакам да те прашам за овие надпревари со ЦСКА Москва. Со ЦСКА Москва. Дали очекувавте дека Вардар може среде Москва да победи? И кои беа советите од тренерот? Значи, одиш во Москва како тотален аутсайдер. Вардар е квалитетна екипа, значи да не се лажеме, значи тоа е репрезентативен состав. Така. Меѓутоа против една ЦСКА си тотален аутсайдер во Русија. Кои беа советите на тренерот и дали воопшто се надевавте дека Вардар може да победи или да помине против ЦСКА? Во тоа време тренер не беше Ѓоко Хаџиевски, замина беше Зоран Старатев. Значи добри припреми, добро се подготвивме, имавме добар прв настап против Бери таму во Скопје и таму го елиминиравме. Кога излекоа ЦСКА Москва, Саши Илич беше Вардар, сега што е тренерот на голмани, само рече Господа ни е на помош. Значи ЦСКА со огромен буџет, за второ коло закаснија со 2 или 3 дена не го регистрира Ивица Олич. Го чува они за Спарта Прага, нели се излекуваат жребките, се знае кој на кого доаѓа, Ивица Олич го чува. На заминување со авион патуваме до Москва и Саша Илич вика само да не се обрукаме, Господа не чува. Вика затоа што ќе биде многу тешко. Сергеј Семак, Ракитич, Березуцки браќата, значи беа страшен состав. Како се викаш, имаш еден од сега во моментов не ми текнува чешки репрезентативец кој што подосна заврши во Челзи. Значи беа страшно јак состав, точно како што кажа Саша Илич. Пред утакмица од нашиот шеф на стручен штаб Старатев рече немаме што да загубиме. Добро сме подготвени, дајте се од себе, никој нема да ни замери против еден таков гигант. Можам да кажам дека борба имаше, игра немавме, затоа што
ЦСКА доминираше, бевме таму да се одбраниме. Имаше ситуации како што ние и ден денес кога ќе се присетиме на тие, например, Господ стоеше на гол. Едноставно не посака. Во две контри, тоа што го работевме, ги реализиравме и бевме 100% успешни. Победивме 2-1 и мислам дека беше невиден успех затоа што со самото враќање во Скопје разбравме што сме направиле. Една недела затворени во карантин и таа една недела секој ден имавме по 300-400 навијачи горе на водно ни доаѓаа, не поддржува. Но вистинскиот товар и тие убави моменти ги осетивме на денот на надпреварот, кога не разбудија комитите, кога од водно, средно водно до градски стадион патувавме 1 сат. На вистина огромен притисок, се сомневаа во нас, во нашата честност, затоа што беше направен некој разговор, некој муавет пуштен дека дошол газдата на ЦСКА, донел пари, дека ние ќе бидеме тие што ќе продадат утакмицата. Самото тоа ни доствори еден дополнителен притисок кој што не би го посекал на никој. Град, држава стои позади тебе, сите очекуваат да поминеме во нареден круг, а некој се сомнева во нас и во нашата честност. Беше навистина огромен терет. Меѓутоа, со самото стапнување на стадионот, до сега невидена атмосфера, мислам дека ни Македонија, Англија немаше таква атмосфера, затоа што беа отворени вратите од безбедносни причини. Се реновираа за Англија западната и источната трибина, од безбедносни причини се отворија, затоа што беше стадионот полн, надвор остана уште неколку илјади навивачи. Не посака, имавме среќа на тој надпревар, затоа што они имаат 2 гола постигна, офсайд ситуации, и дадоа гол трет, беше 1-0, фалеше само гол за да не елиминират, но една убава акција меѓу Оливира, Вандер и Захариевски ја реализиравме и ете го направивме тој неочекуван успех за многу навивачи и многу луѓе кои што работат во фудбалот. Дали после првиот надпревар и победата во Москва верувавте дека може и да поминете во следното коло? Па знаете како вика, со самото тоа што ќе победиш еден таков ривал, со самото тоа што ќе можеш да играш на еден надпревар, ти влева самодоверба и дека можеш да го направиш. Ви кажав, огромна поддршка од целата држава, од публиката. Бившиот председател, Бог да го прости, Борис Трајковски беше на трибините, со самото тоа знаете тежината која не можеш а да не дадеш максимум. Значи поддршка од трибини, поддршка од држава, задолжен си да го дадеш максимум да елиминираш. И успеавме во тоа, мислам дека ги направивме сите навивачи, целата држава срекни во тоа време и навистина беше еден убав спектакл. После надпреварот со Спарта Прага и оној гол на Карел Поборски, дали можете да спиете вечерта? Па знаете како болат неправдите. Мислам дека таа неправда од Терие Хаугейт денеска нема да ја заборавиме и наивност наша. Се местиш во жив зид, шутират Глувчевич и ти дава гол. Имавме и вербален дуел со него и со псовки заврши тоа све. Успеавме од 0-2 да се вратиме на 2-2 и повторно Поборски, неговата класа и затоа беше у Манчестер, си го направи своето. 3-2 во Прага, повторно 2 пати водство, 0-1 и 1-2. Недостасуваше малку, но знаете како, има и некои работи кога Господ не сака да даде, ќе ги оставиме тие да не критикуваме никого, затоа што раководството во тие моменти не искочи во пресред на фудбалерите и некојаш и тие работи, нажалост, се вратија на нас и на искрените навивачи на Вардар и на целата држава. Затоа што кога не си поддржан од некого, таа карика ќе се осети. Имавме 2 пати водство, на 2-2 имавме и за 3-2 шанса Марио Петков, како ден денеска сеќам на втора статива сам со глава, не ја реализира, но имало и зошто не се случило тоа. Во тоа време, ако беше ова надпреварување, ова системско надпреварување, ние ќе бевме у Лига УЕФА. Ние немавме таа среќа и паднавме на уште потежок противник. Година дена претходно Рома беше шампион на Италија, Капело, Тоти, Касано, Дакур, Де Роси, Џон Кару, Лима, значи тим кој што навистина жареше и палеше у Италија. Нажалост, нас ни падна тој противник и немавме шанса веќе да продолжиме нити во Лига УЕФА. Но една прекрасна година за македонскиот фудбал, Англија на градски стадион после тоа. Но споредба можам да направам дека надпреварот со Англија и сите овие останати на надпревар на Вардар беше огромна. Поддршката на Вардар беше многу поголема во тоа време. Дали дека беше градски клуб или самите тие поддржувачи беа така настроени, можам да кажам дека амбиентот беше многу подобар отколку со Англија. Во интернационалната кариера имаш играно, кажавме, во Романија, во Бугарија, во Кина, во Јужна Кореја, во Кипар и Азербејџан. Каде се играше најквалитетен фудбал од овие земји?
Дефинитивно според мене Јужна Кореја беше најдобро организирано, иако по квалитет можам да кажам дека во Романија. По тоа време Стеаво, Динамо, Рапид, Универзитетеа имаше многу добри екипи, квалитетни, меѓутоа можам да кажам дека најорганизирано е во Јужна Кореја. Дефинитивно Јужна Кореја беше најорганизирано како надпреварување, како услови, како све. После тоа можам да кажам дека и во Азербеџан почна да ги прават условите како што треба да доаѓат на едно високо европско ниво и самата потврда Невчи во Лига Европа, Карабах секоја година во Лига Шампиони и во Лига УЕФА. Точно како доаѓа секоја година во тие држави, развојот на фудбалот одеше се погоре и погоре, нормално. Инвестициите си го прават сето тоа и затоа и нивото на фудбалот оди нагоре. За живот, каде беше најдобро? Каде помина најдобро? Па секаде бевме прифатени добро, нели? Ако се поставиш како човек кој што може да ги прифати условите на начинот на живење во државите кај што си секаде убаво, никаде не сум имал проблеми. Во Азербеџан се задржав најмногу, можеби со менталитетот највише одговараа со нас. Ми беше најпријатно во тие услови, затоа што и разбирање и поддршка на секаде, навистина немав некаде некакви проблеми, меѓутоа убаво ми беше таете источноевропска и источносветска култура ми беше позанимлива отколку останатите западни земји. Во кој од овие земји, односно клубови, сметаш дека ги постигна најголемите успеси? Па, со Невчи освоивме 2 титули, една по друга. Игравме финале на куп, дојавме до Лига на Европа, наредната година не влегоа, јас се заминав. Секаде се представивме и јас лично се представив одлично во светло. Дали сме биле први, втори, максимум трети, било навистина успех. Во Кореја бев 3 пати прогласен за играч на месецот. Во Азербеџан во таа година бев прогласен со играч со најмногу настапи, со титула, во топ 3. Значи секаде кај што сум одиграл сум остав белек и тоа е она што мене ме радува. Сум помогнал на многу наши фудбалери, нели. Сме им отвориле врати, после тоа да дојдат колеги од репрезентација во Азербеџан и мислам дека тоа е она што е добро за сите фудбалери. Каде ќе одиме да оставиме впечаток за да можеме да отвориме врати за помладите генерации. Да. Колку трофеи има освоено во кариерата? Шампионски во првенство и во... Со Вардар имам 2 шампионски, се извинувам, 1 куп. Со Невчи Баку имам 2 шампионски и 1 финале куп. Ете, тоа се 5 титули. Драги ми се, имам 3 втори места, имам 1 трето место. Секоја титула, секој пехар или меѓу топ 3 кога си е навистина успех во една држава, без разлика во која да се наоѓаш. Дали се сеќаваш точно кога дебитираше за фудбалската репрезентација на Македонија? За сениорската? Да, за сениорската година беше 2003-та. Бевме после овие надпревари со Спарта Прага, бев на клупата за резерви против Англија во Скопје, меѓутоа дебитирав со Словачка во Жилина. Тоа беше датата, не ја памтам, меѓутоа знам дека беше 2003 година со Словачка во Жилина. Мислам дека е некаде октомври, ноември. Така беше. Англија беше септември, да, ова е октомври, тачно така. Да. Имаш одиграно 25, не се некој, да, сум го примител на Википедија дека не е забележано, се 25 надпревари. На Википедија беше 22 надпревари. Така. Да. Од колку селектори добиваше повик во репрезентацијата? Па, првиот селектор ми е Драган Канатларовски, Цапар, еден од нашите најголеми фудбалери. После тоа имав од Никола Елиевски настапи, од Сречко Катанец и последните настапи беа од Мирсад Јонус. После неговото заминување дојде Боби Бабунски, меѓутоа имавме на разговор на пријателската во Азербеџан, мислам дека беше најкоректно. 32 години нема со што да помогнеме. Дојдовме до еден циклус после откако замина селектор Сречко Катанец, Мирсад Јонус дојде, 7 надпревари пријателски плюс или квалификацијски бевме без пораз. Еден надпревар во Шкотска, на 0-0 имаме ситуација да реализираме 1-0, да поведеме, ни требаа 4 бода за останеме на второ место. Не успеавме, загубивме тој надпревар. После тоа од Норвешка загубивме и мислам дека веќе на 32 години кога не се стигнало до некој успех, е сосема доволно да се прекине таа репрезентативна кариера, за да што доаѓаат подобри, помлади генерации кои што си го направија своето, го направија тој најголем успех на кој што сите се радуваме и ги поздравувам уште еднашка.
Нажалост не успеавме, криво ни е, но дај Божете, како тренери да успееме да се пласираме на едно такво фудбалско надпреварување. Сега сакам да те прашам за надпреварот со Андора. Во приватен разговор ова го имаме разговарано. 20 и некоја 30-та минута Мирсат Јонус те вади од игра. Јас го гледав надпреварот на телевизија и сето тоа изгледа дека Македонија не може да даде гол и Славчо Георгиевски Тупан е виновен за тоа и сега ќе го заменим. Што беше работата на тој надпревар? Па добро, очигледно не бил задоволен селекторот од настапот, нели во средината на теренот, иако 22 минута се направи измена, за мене значи треба да малте не да играш за Андора. Јас не се согласив, имавме после тоа некој разговор со селекторот, неговото размислување, моето размислување никако не се поклопија. Тоа ќе остане меѓу мене и него. Нека како тој преценил така нека биде. Му кажав тоа што имам. Иако според мене, еве, да не стоиме така тајно, мислам дека имаше некоја намера во тој надпревар, но секој размислувал така, донел одлука, јас испочитував, не изреагирав, потоа во 4 очи си кажаме све што имаме да си кажеме и мислам дека тоа е веќе надминато и односите се подобри и како што биле и претходно. Кого сметаш за најдобар фудбалер соиграч што си го имал? Најквалитетен фудбалер? Па знаете како, имало многу. Имало многу на различни позиции и сега кога ќе издвоиш, мислам дека е неблагодарно. Со сите што сум играл, имале своји квалитети и биле навистина успешни. Не можам да кажам дека одбраната наша не би била добра ако го немало Васовски или нападот ако не реализирале Начевски и Баевски или у средина ако сум го немал Бојо Божиновски да соработам, значи од македонските фудбалери. Во репрезентација исто Деспотовски, Шумоликовски, Илчерномовски, Седловски, Новевски, Митревски, Попов, значи све се Пандев, да не го забораваме, нема ни како да го забораваме. Значи тоа се супер квалитетни играчи и со самите кариери докажале дека се навистина одлични фудбалери. Кажа дека твој ментор ти бил Кошо Димитровски. Меѓутоа, еве сега ти си тренер. Во кариерата имаш поминато многу тренери те тренирали. Од кои од овие тренери најмногу финти користиш сега како тренер? Па знаете како, за Кочо Димитровски тие почетоци како тренер што научил во фудбалот и Мето Спасовски нормално тогаш различни тип на фудбалери се барале, сега бараме физички поспремни, тогаш се барало техниката да биде на прво место и тоа си пресудило. Подосна, значи како Кочо замина и не остави, дојде Ѓоко Хаџиевски, еден исто многу добар тренер, многу интелигентен човек кој што знае да го извади максимумот и не случајно е 25 години со интернационална кариера. Значи може да предвиди ситуација, човек кој што знае целиот надпревар да ти го долови, малте не да имаш таа слика во глава што можеш да очекуваш. Навистина тоа се тренери кои што ми помогнале и во размислувањето. Сега разликата е, да речеме, меѓу тие тренери, јас повеќе преферирам да има пас игра, некои сакаат повеќе на одбрана, меѓутоа во Вардар, ќе кажам како деца, тоа ми останало некоја трага оставила, самото тоа што сакаме да играме пас, неучелена техника и мислам дека најголемото задоволство ми и затоа преферирам еден таков фудбал кој што бара повеќе разигрување отколку физички да си надмоќен или да доминираш на еден таков начин. Македонската фудбалска репрезентација конечно се пласираше на Европско првенство. Значи нешто што не успеа ниту една генерација во претходните години, успеа да го направи оваа генерација на Игор Ангеловски, заедно со момците кои што играа на U21 Европското првенство со Благоје Милевски. Според имињата, веројатно, можеби повозрастните се поносталгични за некои други времиња. Можеби ќе речат дека генерацијата на Панчев, на Канатларовски, на Чеда Јаневски, на Калц Марковски, на Зоран Јовановски е многу поквалитетна од оваа репрезентација сега. Меѓутоа, кој е твоето мислење? Дали оваа репрезентација што се пласираше на Европско првенство е најквалитетната која што Македонија ја имала? Па сигурно чим е поставен овој успех, чим е направен и е стигнато на едно Европско првенство, сигурно дека се рачуна дека ова е една од најквалитетните, можеби најквалитетната репрезентација. Јас пак викам, сите генерации си имаат своја тежина, своји вредности. Да, во тоа време Панчев, знаете, ден денеска што представува за фудбалот или Милко Ѓуровски, да не ги споменам сега. Секоја генерација во свое време.
меѓутоа на крајот на краиштата се мерат успесите и резултатите. Точно е, оваа генерација се пласираше и на европско и единствена која што го направила тоа и не сме да се минимализира успехот на оваа генерација предводена од Пандев и од селекторот Ангеловски. Треба да сме горди, треба да се радуваме на тоа што било претходно, затоа што тие имиња не прославиле, но не смееме да подцениме или да доеме во прашање дали ова е најдобрата репрезентација. Успехот е огромен, го направија момците, селекторот, федерацијата, но ние сме горди затоа што сме дел од фудбалскиот свет и од фудбалската македонска репрезентација и ни е многу драго што ќе бидеме дел од европското надпреварување и да покажеме дека една мала држава, Македонија, која што според мене неправедно е секогаш подценување во бившите ју простори, докажала дека е и ќе биде носител на фудбалот во овој регион. Имаме на Европското првенство една група со Холандија, Австрија и Украина. Холандија веројатно е апсолутен фаворит тука, а Украина и Австрија се квалитетни, но неатрактивни противници. Дали Македонија има шанса барем да забележи една победа и како една од најдобрите трето пласирани да мине група? Па знаете што не можеме да кажеме дека Австрија како име можеби во европскиот фудбал не представува некоја, не знам, супер велесила или Украина. Меѓутоа пак ќе кажам, не сме да се минимализираат нивните клубови, како што се Салцбург, кој што е еден од водечките клубови во Лига шампиони, не смееме да го забораваме Шахтер кој што е освојувач на Лига шампиони или па Динамо Киев, погледнете од какви клубови излагаат тие фудбалери. Значи, нималку лесни противници, многу тешки и супер атрактивни. Некој ќе каже не се атрактивни, но за мене се многу атрактивни затоа што и против надпреварите кои сме играли против нив докажале дека се работи за супер одлични екипи и ќе ни биде многу тешко, но дај Боже нашите играчи да бидат на нивото кое што беа до сега и да си го тоа презентираат и на Европското првенство и да направат уште посрекни и погорди. Сега ќе се навратиме повторно на твојата играчка кариера. Кога одлучуваш дека е доволно? 2015-2016 година во Интер Баку бевме договорени последната година да бидам играч и помошник тренер, така да ми започне таа тренерска кариера. Тренерот кој што беше во Интер Баку, Кахаберц Хададзе, бивш фудбалер на Айнтрахт Франкфурт, во една генерација кај што играл Коча, Јебоа, Кепке, голман, играат во Лига УЕФА, играл во Манчестер Сити и тој е тренерот кој што инсистираше уште од самиот почеток да дојдам во Интер Баку, а не во Невчи. 3 години соработка, во тие 3 години огромна доверба во мене, се консултираше во начинот на игра и што размислувам и тој во еден момент решава дека 2015 дека уште оваа сезона ќе помагам како тренер и како играч, но повеќе како тренер да почнам да го учам тој тренерски занет затоа што очигледно видел во мене некакви квалитети и сум му благодарен за тоа што ми го пренел како тренер и после тоа да се развивам како човек пред себе. 2015 доаѓаш во ситуација каде што излагаш на тренинг, задоволство за тренингот нема. Излагаш на надпревар, никаква емоција нема. Победуваш, надпревар, нема емоција, губиш надпревар, нема емоција. Самиот сваќаш дека на телото му е доста и психичкиот замор си го прави своето. Фамилијата дома, јас тамо, сега за да постанеш тренер треба нели тие лиценци, а лиценците требаше да ги вадам во Македонија и мислев дека најубаво е да се прекине одеднашка, затоа што тоа одолговлечување може да направи само да си го расипеш се она што си го оставил претходно. Послаби игри, да не си на нивото на кое што биде, немаше потреба да правам нешто кое што ќе се затворам вратата, таму кај што ми било на вистина убаво и кај што сум оставил синев печаток. Од тоа може да заклучам дека од Азербејџан се враќаш во Македонија заради лиценца. Да, сакав да ги извадам тие потребни лиценци, иако додека бев таа година во Азербејџан 3 пати се враќав, бе курсот да го посетувам, меѓутоа благодарност ете до лиценцниот систем кој што ми дозволи наместо 7 да останам 5 дена, нели. Еден бенефит да кажам по 2 дена кој што во тоа време значеа, ги имав курсовите 3 поминато, останаа последните 2. Почнав да учам, да се развивам и во тие моменти добив шанса од раководството на работнички да почнам во школата на работнички. Почнав затоа што мислам дека тоа е правиот пат. Да почнеш одма во сениорска екипа, за мене не било правиот пат, затоа што едукацијата треба да почне од најниско ниво, па после да се развиваме. Така и беше. Почнав со млади категории, 2 години,
па една година помошник, па пак во млади категории, па пак уште 2 години помошник и веќе доаѓа моментот каде што со самото тоа развивање, добивање на Б, на А лиценца, дојдов и на Про, веќе е време да се почне и таа самостална кариера, не како помошник, него како главен тренер. За разлика од играчката кариера, тренерската во Македонија ја почнуваш во работнички. Веројатно имало влијание и точно. тие критики од детските денови зошто во Вардар. Точно. Па и да. Мислам дека за мене во тоа време и најдобра школа е школата на работнички. Иако Вардар да направи инфраструктура и све, меѓутоа ако ќе направиме еден пресек на тоа, ќе видите дека грото од младите играчи доаѓаат од работнички. Од таа репрезентација која што играше на Европското првенство, од Велковски, од Кире Марковски, од Ангелов, од Шишковски, Зајков, значи да не ги именувам, Елмаз, тоа се све фудбалери на работнички и навистина самото тоа, самите тие млади фудбалери кои што излегле таму ми дадоа еден правец да почнам од таа школа, затоа што каде што има добра организација во младински категории, мислам дека е најдобро да се почне таму и за мене навистина беше огромна чест да се биде дел од младинска школа на работнички и од првиот тим, иако таму бев како асистент. Сега како шеф на стручен штаб, прв пат доаѓаш во Тетекс. И сега не би сакал да се изразам некако поинаку, меѓутоа човекот кој што игра во 6-7 држави како играч, со 20 и кусур надпревари за репрезентација, кој што во играчката кариера игра само за скопски екипи. Зошто одлучува да започне самостојна тренерска работа во клуб како Тетекс? Че ти кажа дека Тетекс е еден од оние брендови во Југославија. Меѓутоа, сето тоа е историја. Нивото на Тетекс е многу далеку од тоа што било некогаш. Значи, нема да не сакам да ме разберат погрешно, меѓутоа од оној фудбалски клуб Тетекс кој што разговараме како бренд, е останато само името. А Славчо Георгиевски, Тупан, со толку контакти во светот, со играње на сите 4 краја на светот, можам да кажам, фудбал, одлучува да започне тренерска кариера самостојна во Тетекс. Зошто и како се случи ова? Па, вака. Сега размислам кога ми го задаш прашањето и како едно прашање со баш многу прашалници. Ако кажам нешто да не бидам сега погрешно разбран, не е исто за планинарите да се качат на водно и да се качиш на Хималај. Водно го имало и Хималаите ги имало. Некогаш било без дрва, сега е со повеќе дрва. Така и со Хималаите. Некогаш имало многу снег, сега нема многу снег, полесно за качување. Ги избрав Хималаите. Зошто? Затоа што сигурно луѓето што биле пред мене во Тетекс направиле нешто со кое што се гордеат генерации и генерации. Без разлика дали Тетекс е во втора лига, дали е во трета лига. Тетекс остана од Тетекс и вие самите го кажавте, може би останато само името, но тоа име има тежина. И Глазгов Ренџерс беше во четврта лига, ама имаше 28 титули и беше Глазгов Ренџерс. И е Глазгов Ренџерс. Не е исто да се биде во клуб кој што никогаш не бил шампион на Македонија, кој што не освоил куп, кој што не играл во Југославија, и не е исто да бидеш во клуб кој што ги направил сите тие успеси, каде што излегле многу големи фудбалски имиња. За мене, значи да не бидам погрешно сватен сега ја дека некого возвишувам или некого омаловажувам. За мене е огромно задоволство и одличен почеток да се почне тренерска кариера во Тетекс. Град, стадион, публика, сите услови за да можеш да почнеш тренерска кариера. Жалосно што е Тетекс во втора лига. Не сме да се дозволи, без разлика кој да биде собственик на Тетекс, не сме да се дозволи Тетекс да биде во втора лига. Затоа што имиња, да кажам, не ќе да омаловажам, кои што играле или играат во прва лига, не биле ни на мапата близко до Тетекс од почетокот па до ден денешен. Значи Тетекс има своја тежина, има своја традиција, да се биде дел од една традиција е навистина голема чест, голема должност и се надевам дека излеземе од оваа криза, ќе се вратиме тамо каде што сме, почнаме да излегуваме, меѓутоа уште не е постигната целта. Значи ова е само едно прво скалило и пак е нагласа. Огромна чест и тежина носам во себе
за тоа што сум во еден од најголемите македонски фудбалски брендови. Оваа емисија ја снимаме откако заврши есенскиот дел и ќе кажеме дека Тетекс официјално е на 8 место ја заврши есенската полусезона после 16-тото коло, што секако дека не е на нивото на клубот, меѓутоа ако видиме каде беше во претходните првенствени кола, може и на крајот и да бидеме задоволни од ова 8 место, бидејќи конечно Тетекс е над таа црта за испаѓање. Да, за опстанок. Меѓутоа, што може да очекуваме од Тетекс во иднина? Најпрво во пролетниот дел, а потоа и за во иднина и за наредната сезона. Па знаете како, тоа што сме сега на 8 позиција е плодна една работа, меѓутоа кажав уште на самиот почеток кога дојде во Тетекс, за да почнеме да се разбираме ќе ни треба подолго време. Резултатите беа, како што кажав, со успони и со падови. Тешко е да се разбереме од она што го бараме, нели? Си има стари навики кои што треба да се искоренат и треба време. Почнаме полека да играме, почнаме да ги осознаваме грешките и нашите слабости, за да ги отстраниме, нели, за да се подобриме. Прво треба да се останат слабостите, ние ги отстрануваме полека, чекор по чекор, дава резултати и мислам дека резултатите не одговарат според она што го имавме. На некој надпревари и вие, вашата екипа бевте присутни, имаш пенал да реализираш да победиш, ние не го реализираме, имаш ситуации кај што треба да се реализира да го добиеш на надпревар или примаш гол во дебар во 93-та минута кога веќе судијата го става свирче до уста. Меѓутоа тоа е се дел од фудбалот. Некогаш среќата била и на наша страна на некои надпревари, меѓутоа кажувам дека интересното во фудбалот што не можеш да предвидиш. За еден успех треба подолга работа. Еве сега, се вративме на една позиција која што ни дава малку стабилност, да имаме мирна зима, да се комплетираме, да се консолидираме, да видиме што ни недостасува, да пополниме, да отстраниме грешки, да се спремиме и убеден сум дека резултатите нема да недостасуваат, ќе се вратиме во една мирна зона, а веќе дај Боже од јуни да биде сега што треба. Мислам дека ќе се атакува, не мислам него сигурен сум дека ќе бидеме претенденти за шампионска титула без оглед на тоа што некој ќе каже се уште рано да се прогнозира, но Тетекс мора секогаш целта да биде да се пласираме во прва лига. Сега, како играч во скопските екипи беше во Вардар, во Џорче, во Слога, во Цементара, имаше услови за тренинг какви што имаше. Во странство сигурно на многу повисоко ниво и не може да правиме споредба. Меѓутоа, јас сум сигурен дека условите инфраструктурни кои што ги има моментално во Тетекс се убедливо најлоши од сите овие места каде што си бил. Колку тебе како тренер ти е тешко да работиш во вакви услови и да ги подготвиш играчите за надпревар, да тренираш на терен кај што нема да играш и до среда, четврток, петок да не знаеш воопшто на кој стадион ќе бидеш домаќин. Сигурно дека Тетекс не смее да нема свој терен. Значи, тоа е еден огромен проблем, затоа што клуб со традиција, минимум треба да има свој терен, свој стадион, каде што ќе игра. Кажавте вие дека работиме во тешки услови, работиме на различни терени, играме на различни терени, значи, не можеш да подготвиш екипата да спремиш да игра на терен кој што го познава или да се осеќа како домаќин. Буквално се чувствуваме како гости на секој надпревар. За цела полусезона ние имаме 2 надпревари играно на својот стадион, на кој што еден го добивме, еден го загубивме. И мислам дека е навистина тешко. Навистина е тешко, условите се тешки, но ќе кажам, тоа е еден проблем кој што навистина го влече Тетекс веќе неколку години или можеби деценија и е жалосно да не се поправат. И ако сака Тетекс да биде тоа што бил, да се го одржи тоа ниво, мислам дека најдобро е прво да се почне инфраструктурата, да има поддршка. Пред неколку дена имавме и еден разговор со Агенција за млади и спорт, со раководството и на тој состанок беше изнесено да се најдат начини како Тетекс да го добие тоа што е негово, да се помогне во инфраструктурата и навистина Тетекс да си го врати својот сјај. Ќе биде тешко, ќе биде напорно, но мислам дека треба да се изоди тој пат, па после неколку години, неколку генерации да го спомнуваат она што ние сме го направиле за нив. 40 на минути разговараме, имам уште 3 прашања за тебе до крајот на емисијата. Прво од тие 3 прашања, каде се гледа Славчо Георгиевски во иднина? Па сега јас сум човек кој што, ви кажав и во интервјуто, почнам од нула, почнам корак по корак. Сега во Тетекс да го стабилизираме клубот
и желба ми ете од наредната година да атакуваме на прва лига. Мислам дека сум тотално сконцентриран за Тетекс, ништо друго не ме интересира, затоа што го должиме тоа и на фудбалската јавност, на фудбалско Тетово, на Војводи и на сите оние кои што го сакаат Тетекс. Да направиме стабилен клуб, добар клуб, нели, кога ќе не спомнуваат, да не спомнуваат во таа успешна историја, а не да бидеме како дел од некое лошо минато. Тоа ми е најголемата желба, а понатаму само еден Господ знае што ќе биде. Не планирам затоа што, како викаат постарите, сметките дома и сметките на пазар не се исти. Но најважно ми е сега во моментов Тетекс да биде она што сите го посакуваме. Да биде еден стабилен клуб кој што ќе се бори за прва лига, а понатаму со Господ напред. Ја спомна Агенцијата за млади и спорт. Доколку некогаш во иднина Славчо Георгиевски биде директор на Агенција за млади и спорт или биде претседател на Олимписки комитет на Македонија или биде министер за спорт, значи институција што не постои, еве ќе речеме Славчо Георгиевски е министер за спорт. Што Славчо Георгиевски ќе направи или ќе промени за спортот во Македонија? Не само за фудбалот. И за ракометот, и за кошарката, и за одбојката, и за индивидуалните спортови, во смисла на спортска стратегија, во смисла на инфраструктура и воопшто се. Па знаете како, сум играл во источниот блок повеќе во светот и мислам дека некој ќе рече демократија или не знам што. Јас за мене мислам дека комунизмот бил навистина за спортот нешто што само можеме да го посакуваме. Почнувајќи од Бугарија, секој клуб своја база, свој хотел, терени, спортски друштва внатре тренирале, одбојка, кошарка, фудбал, хокеј во Бугарија. Во Романија исто. Одбојка, кошарка, фудбал во една база сместени. Во Кина, да не зборам, база која што е, да не кажам малтене пола Тето. Во Кореја, женски, машки, фудбал, хокеј на трева, све организирано. Во Азербејџан исто. Спортско друштво Нефчи или Интер, каде што сум бил борачи, боксери, сите стајани во еден комплекс, каде што навистина сите услови. Единствено нешто ете кога веќе спомнавте, кога би можел, тоа би било да на сите овие големи бизнисмени би им се наложило да инвестираат во спортот, затоа што навистина спортот е нешто што може да те представи онаму кај што не можеш ни да замислиш. Базите се основата. Значи базите се основата, ако збориме ете за фудбалскиот Тетекс, фудбалски клуб Тетекс или било кој друг клуб, би посакал да има своја база со 3 терена, да има сала, базен, медицински центар, да изгледаме на едно средно европско ниво, да не кажам ајде топ 5 лиги, ама на едно средно европско ниво, каде што фудбалерите ќе се осеќаат дека се навистина фудбалери, ќе бидат и ценети во општеството. И многу ми е жал, но морам да го споделам дека фудбалерите во овој момент се донесени во една таква ситуација да никој не ги брои со извинување за живи, можам да кажам. Фудбал играш, тоа е денеска како ништо. Замислете пред 20 на години или како било времето на Дарко Панчев и на браќата Ѓуровски. Фудбалот бил горе, во празно место и почнувале да се борат за нешто друго. Жалосно е што ваква ситуација, но се надевам дека ќе сватат сите луѓе. Можеме, јас не се разбирам во бизнисот, но ќе почнем од Берлускони, Абрамович, од господинот кој што го има Рен, мислам дека беше. Така, Гучи, Луи Витон, го имаш ти, сите брендови светски, меѓутоа тоа инвестира во фудбалот. Фудбалот е еден од најмокните бизниси. Најважна споредна работа на светот и мислам дека е жалосно што кај нас е запоставен, но ќе дојде време каде што фудбалот ќе си го врати својот сјај. И за крај на денешниот тайм-аут, дали Славчо Георгиевски има некоја неостварена желба на спортски план? Па неостварена желба. Видите, сони се големи, но реалноста е друга. Јас пак ви кажам, сега во моментов сон ми е Тетекс да биде во прва лига, да се вратиме, и сон ми е со Тетекс да играме европски надпревари, нели, да се освојува шампионски титули во Македонија. А подосна, секако како играч што бев во домашно првенство, секако сакам и дека да се докажам и во тоа интернационално искуство, пак дали ќе биде Азербејџан, дали ќе биде некаде надвор. Меѓутоа, тоа ми е желбата, да бидам повторно успешен и да играм тоест да бидам тренер во Европа или во источниот блок каде што бев. Славчо, ти благодарам за гостувањето во тайм-аут и за твоето гостопринство во твојот дом во Скопје. За крај, сакам да ти дадам еден подарок од нашите спонзори, најдобрата спортска опрема Asics. Ви благодарам. Во Скопје Сити Мол на вторкат. Еден од омилените брендови. Ви благодарам за поклонот и
во наредната емисија се надевам дека повторно ќе бидеме заедно со целата Обремасикс и со вашиот спонзор. Ви благодарам за учеството. Ве поздравувам вас, ми беше мило што бевте мои гости. Се надевам дека веќе во наредната прилика некој заеднички успех, а тоа ќе биде враќањето на Тетевс во прва лига. Ти благодарам. Тоа беше се за денешниот тайм-аут. Уште еднаш и вас да ве потсетам дека најдобрата спортска опрема за професионално и рекреативно бавење со спорт е во продавницата на Насик во Скопје Сити Мол на вторкат. Довидување и се гледаме повторно следниот петок.